Традиционална средба на управниот одбор и на фудбалерите на Кочанскиот третолигаш Осогово се одржа во еден од угостителските објекти во трговскиот центар, каде во пријателска и опуштена атмосфера се разговараше за надпреварите од есенскиот дел и за плановите во продолжението од првенството. Анализата на досега постигнатото, според играчите, покажува променлив ритам на игра со планирани победи и неочекувани порази, што на крајот од полусезоната било причина за пласман на петото место зад директните конкуренти Плачковица, Каменица, Саса и Овчеполе. Сепак, стандардните првотимци се оптимисти дека напролет ќе ја остварат посакуваната цел за влез во повисок ранг. Почнавме лошо, потоа во средина на полусезоната имавме добри резултати и добра серија, а потоа на крајот имавме, јас лично ја оценувам дека напреварот во Каменица со против Саса ни значеше многу и иако водевме на полувреме изгубивме на крајот, тоа беше како некоја пресвртница кон полошо. На крајот лошо завршивме, но добро е што со оглед на другите резултати дека уште сме во игра за првите 3 места. Така да ќе треба да смогнеме сили да со добри припреми и со некој појачување да пролета да конкурираме за првите 3 места. И мислам дека со добра организација, со подобра организација тоа и ќе се оствари. Втората полусезона би требало да врнеме тоа што го изгубиме првата полусезона. Ќе има многу тешки утакмици, така да мислам дека треба имаме многу повредени играчи. Така да треба да се стегнеме втората полусезона за да направиме нешто што сите играчи го посакуваме за влез во втора лига. Шансите не се изгубени? Не се изгубени шансите, така да сите фудбалери сакаме тоа да биде. Сите чекаме втора лига за тоа. Од управниот одбор на Осогово рекоа дека се размислува за кадровско засилување со уште тројца фудбалери, што и покрај тешките финансиски услови во кои работи клубот, ќе се бараат начини да се реализира. Истото се однесува и на набавката на спортска опрема и исплатата на надоместоци, што во првиот дел од првенството поминуло според планирањата. Свесни за одговорноста и сериозноста на задачата што ги очекува, првите луѓе на клубот рекоа дека ќе сторат се за да се оствари желбата за влез во втората лига.